Почитуван председателя на Собранието, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Уште со првото влегување на ова нова институција, Академија за образување на наставници, имав голем број на забелешки и голема скепса. Навидум, Академијата е добро да постои некоја институција каде што на наставниците ќе им се обезбеди перманентно напредување и избогатување на нивните знаења и квалификации и така натаму. Вакви академии има во повеќе развиени земји. Но работата е што кај нас постои друг образовен систем и не можете и не смеете, значи да земете, да киднапирате термини и потоа да ги насадите во еден систем каде што не се компатибилни. Ке се обидам без да влегувам во премногу детали да ја објаснам на јавноста зошто според мене оваа академија е спорна. Прво, представува паралелен систем на системот на педагошки факултети кои како до вчера се нарекува академии. Не попуста се нарекува академии. Денес веќе на педагошките факултети со 30 ЕКТ, со 30 кредити, имате нешто што се нарекува педагошка доквалификација за сите оние кои што немаат фактички наставна насока на своите факултети, се мисли на филозофски, филолошки, природно-математички факултет и одредени групи на други факултети. Значи, веќе постои педагошка доквалификација. Ова е дуплирање на нивната работа. Постои и во Скопје на факултетот педагошки, и во Штип, и во Битола. Во Скопје плюс постои и нешто што се нарекува Центар за перманентно образование на наставници. Колку ни е потребна сега академија со еден нов ваков државен апарат, административен, кој што, пазете, ќе прибира многу пари. Зошто ќе прибира? Ако видите во условите за упис, ќе видите дека тука се сите постојни наставници имаат право на упис, сите од педагошки факултети, сите од наставни факултети и од сите други, пазете иронија, и од сите други факултети. Луѓето, наставниците, односно оние кои што ништо не работеле, може би само завршиле факултет, ќе имаат право на стипендија. Колкава ќе биде таа стипендија? Просечна македонска плата. Тоа е точно платата на наставниците. Во која подредена положба се сега наставници кои што се активни, кои што работат за истата таа плата и треба да се лицензираат после 20-30 години работен стаж. Со што ќе се лицензираат? Со 6 месеци теоретски и практична настава, заедно со оние кои што вчера завршиле. Тука апсолутно неравноправен третман имаат. Плюс има гарантира владата дека ќе им најде вработување. Тоа би го рекла на германски мало морген. Удржавава да може баш на сите што ќе се запишат на академијата во тие квоти да им се најде вработување, нема да им се најде. Но затоа пак предвидено е да земат 80% од истата таа просечна плата. Теоретски земено, значи сите наши студенти, кога ќе завршат, ако се доволно итри, ќе се запишат на оваа академија и бидејќи нема државата да им најде работа, нити ќе има такви квоти, значи ќе се зимаат 80% плата. Возможно е ова економски? Се разбира дека не. Ова ќе биде селективно, како и се друго што е селективно. Се плашам дека лиценца на база на ова ќе изгубат луѓе, активни, искусни наставници, на сметка на оние кои што вчера завршиле еден курс во оваа академија. Да не зборувам за парите што тие ќе ги вложат во оваа академија, плакајки и за приемни испити, плакајки и за лиценците кои што треба да се обновуваат на секој 5 години. Понатаму овој закон ништо не ни кажува за тоа што се оние кои што магистрирал, што со наставник кој што академски напредува. Значи магистрирал, што е посилно лиценцата, што ја добил за 6 месеци или магистарската работа. Ништо не кажува за правецот, за смерот на неговото напредување.
Тука има и разни други работи, кои што веќе се навикнавме да ги гледаме во законите за образование. Шангајска листа, имате на 10 места спомената. Па не знам, директорот, ако е странец, мора да е од првите 50 универзитети на Шангајска листа. Ве мола, погледнете ги, 2/3 се американски универзитети, ќе дојде некој директор да биде овде. Па ние веќе го знаеме името на директорот на оваа академија, циркулира веќе во јавноста и можеме во кладилница со голема доза на веројатност да добиеме обклада и знаеме уште веднаш кој е. Во програмскиот совет исто така да биде од 50 универзитети од Шангајска листа. Ве молам, кој сериозен ова го пишувал и кој сериозен очекува дека на тоа ниво ќе биде оваа академија, која што реков е паралелна со нашиот образовен систем. Се спомна овде академијата на судии и академијата на наставници, се стави паралела помеѓу нив. Ќе ве потсетам дека правниот факултет не образува судии, туку дипломиран правник, а педагошките факултети даваат дипломирани наставници. Според тоа нема никаква потреба од една ваква институција, поготово што по новите реформи спроведени точно на педагошките факултети имаат можност за доквалификација дури и оние кои што не се со наставна насока. Не сакам, неколку пати зборувам за начинот на испитување со тој радиофреквентен опсег, тоа е еден цел сет на нови казни кои што се внесуваат, и тоа дебели казни со по 10.000 евра казнување на институции ако не овозможат блокирање на тој радиофреквентен опсег, и во живо пренесување на испитот на наставниците, пазите, лиценца за наставник, што си ја добили онака со завршување на факултет. Во живо. Па кај нас докторати нема во живо да се пренесуваат, кај нас политичари на дебати не излегуваат во живо, и сега наставници во живо ќе ги испитуваме. Сето ова бунило, јас уште тогаш предлагав да биде ставено во мирување додека педагошките факултети не се допрофилираат, додека не се довршат реформите на педагошките факултети. Значи, многу спорен концепт, кој што може да се спори буквално во секој член. Во секој член. И добро е што во тој момент кога се успеа да се одложи примената на некои клучни членови од Законот за високо образование, и се одложи и овие. Но еве, времето брзо поминува и ни доаѓаат повторно на дневен ред, надградени и проширени. Не може да се надградува и проширува погрешен концепт. Не може. Ако темело оцениша, попусто ќе го наградуваме и понатаму концептот со некакви си испити, обсези и така натаму. Значи, ова академија е паралелен систем, постои во други системи, кај нас е непотребна. Ви благодарам.